Почитувана јавност, владењето на СДС и нивната коалиција во Охрид е синоним за криминал и корупција. Во текот на вчерашниот ден, од страна на јавното предпријатие Градски гробишта, против блискиот оперативец на Зечевич и Крлевска Деспотовска и соработник на СДС, советник во Советот на општина Охрид и председател на ВМРО Народна партија во Охрид, Ванчо Костовски, како претходен директор на јавното предпријатие Градски гробишта, врз основа на Законот за кривична постапка на Република Македонија, поднесена е кривична пријава до Основното јавно обвинителство Охрид и секторот за внатрешни работи Охрид, поради основано сомнение дека пријавениот сторил кривично дело согласно член 353 од Казнениот закон на Република Македонија, злоупотреба на службена положба и овластување. Костовски, како директор на ЈП Градски гробишта, во повеќе наврати, со склучување на договори за давање на 8 гробни места под старателство со трговското друштво Ивире Доел од село Лескоец, во 2019 година му овозможил да стекне противправна имотна корист на наведеното друштво, при тоа нанесувајќи штета на предпријатието со кое раководел. Со вака овозможеното добивање старателство на гробни места на правното лице Ивире Доел му се пружила можност да истите ги препродава, односно да ги отстапува за финансиски надомес, кој согласно сознанијата кои ги имаме е многу повисок од оној по која цена стопанисува јавното предпријатие Градски гробишта, а истовремено овозможено му е на правното лице и да ги подарува истите, секако како би се избегнале било какви трансакции согласно Законот за платен промет. Согласно Законот за гробишта и погребални услуги, ваквото постапување на пријавениот е недозволено и поради фактот што законот јасно укажува и утврдува дека гробно место може да се пренесе во старателство во оној момент кога на странката ќе му треба, односно во оној момент кога ќе настапи смртен случај. За овие незаконски действија постои документација од која јасно може да се утврди претходно наведеното и очекуваме во најскоро време да биде постапено по истата. Покрај Основното јавно обвинителство Охрид го повикуваме и началникот на економски криминал во СВР Охрид, Сашо Јанковски, кој незаконски е поставен на тоа место во СВР Охрид, без да ги исполнува условите предвидени за началник во Законот за внатрешни работи и за кого во текот на вчерашниот ден слушнавме како ги партизирал институциите со негови блиски луѓе, како благодарност за послушноста спрема Зечевич, наместо да се занимава со правење измислени оперативни извештаи, лично да ја земе и сработи оваа кривична пријава. Исто така, ги повикуваме инспекторите при Оделението за економски криминал во СВР Охрид да не подлегнуваат на притисокот на криминално поставениот началник и да не се подпишуваат на неосновани кривични пријави само со цел да се наштети на лица кои што не се дел од криминалната структура на СДС, затоа што за секоја неоснована пријава, поднесена од криминално поставениот началник, ќе дојде време за одговорност. Наредните денови од страна на јавното предпријатие Градски гробишта против Ванчо Костовски ќе бидат поднесени нови кривични пријави за сторена злоупотреба на службена положба и овластување, за што јавноста ќе биде информирана. Време е во Македонија да завладее правдата и правото, а со тоа на пријавениот да му биде изречена казна според законот. Ова нека биде само почеток на тоа што следува, затоа што не е единствен случај. И ќе го бараме истото за сите останати случаи за кои ќе биде јавноста информирана. Ваквото криминално владење го уништија Охрид, ги уништија јавните предпријатија во Охрид, ја уништија Македонија. Никогаш не било полошо. Време е за промени, време е за ред во државата. Ви благодарам. Прашања, поведе. Зошто се чекаше досега со поднесување на кривична пријава? До сега зошто се чекаше? Од она што го кажа во самата изјава, видовте за каков човек станува збор кој што е поставен за началник на економски криминал и кој што треба да се грижи економскиот криминал, стопанскиот криминал во Охрид да се сведе на минимум. Со оглед на тоа што станува збор кој што е за човек кој што е поставен без воопшто да исполнува услови за тоа место, чекавме да дојде до промена на министерот за внатрешни работи, со оглед на тоа што таквиот човек беше поставен токму од претходниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, без при тоа да ги има во предвид одредбите од Закон за внатрешни работи. Затоа беше очекано
да дојде до промена на Министерот за внатрешни работи, да имаме промена и во секторот за внатрешни работи Охрид, па да ги поднесеме таквите кривични пријави. Затоа што се сомневавме дека доколку претходно бидат поднесени ваквите кривични пријави ќе останат некаде во фиокот.